вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик News Flash, јас сум Лилица Китановска. Лоцирана е црната кутија од јеменскиот авион што вчера се урна во Индискиот океан. Се чини дека многу повеќе деца од Северна Кореја ќе останат гладни. Обединетите нации велат дека нивната програма за храна е пресушена. Хондурас е во опасност од суспендирање од Организацијата на Американските држави, а демократите во Американскиот сенат добија уште едно место. За сево ова поподробно на самиот почеток на емисијата. Француски официјални лица велат дека една од црните кутии од јеменскиот авион што се урна во близина на Коморските острови е лоцирана на околу 40 километри од островот Гранде Коморе. 153 лица, од кои најголем дел од Коморските острови и 66 французи беа на тој лет, а за сега има само еден преживеан. Девојче на 14 години што патувало со мајка си од Франција да посети роднини. Причината за несреќата е непозната. Организацијата на Американските држави се заканува дека ќе го суспендира Хондурас од регионалната групација доколку не го врати на власт суборениот председател Мануел Зелаја. На лидерите на војниот пуч им е дадено 3 дена да го сторат тоа, а Зелаја пак ветува враќање во Хондурас утре во придужба на неговите аргентински и еквадорски колеги. Представник на програмата за храна на Обединетите нации вели дека агенцијата овој пат ќе може да помогне само на помалку од 1 милион луѓе во Северна Кореја, а не како што првично се надевала на 6 милиони. Главна причина за ова е што агенцијата добила само 15% од потребите од 500 милиони долари за храна, но не помогнало и тоа што владата на Северна Кореја вовела нови рестрикции. Комичарот и стручњак за политика Ал Франкен е прогласен за добитник на местото во Американскиот сенат, што на демократите ќе им даде мнозинство од 60 места во горниот дом на Конгресот. Присуството на Франкен во сенатот значи дека со помош на 20 независни сенатори кои обично гласаат со нив, на демократите ќе им се даде доволно гласови во сенатот да надгласаат секаков обид од републиканците за блокирање или одлагање на гласање. Македонија ќе го комплетира образложението на тужбата против Грција пред Меѓународниот суд за правдата. Македонската влада вели дека тоа нема да влијае на преговарачкиот процес кој деновиве се интензивира. А нашиот соработник од Скопје, Боријан Јовановски, разговараше со експерт по меѓународно право кој зборува на истата тема. Паралелно со обновените преговори околу името Македонија изминативе недели со помош на домашни и странски експерти го комплетира образложението за тужбата против Грција поради прекашување на времената спогодба и попречување на евроатлантските интеграции. Во наредните 6 месеци Хашкиот суд за правда ќе побара Грција да испрати одговор. Ерик Давид, професор по меѓународно право на Слободниот универзитет во Брисел, оценува дека ова би бил преседан во практиката на Меѓународниот суд на правдата и дека не се исклучува некакво компромисно решение на судиите во Хаг. Ils ont une obligation de coopérer les uns avec les autres, ils ont une obligation d'entretenir des relations amicales, et s'il y a un différend, ils doivent le résoudre de manière pacifique. La voie judiciaire est une forme, mais étant donné qu'il n'y a pas de véritable solution que le droit nous apporte à un problème tel que celui-ci, on pourrait très bien imaginer que la Cour internationale de justice, que la Cour décide d'obliger, enfin de prendre une décision plutôt, que la Cour prenne un arrêt où elle dirait que les États doivent négocier afin d'arriver à une solution qui soit mutuellement acceptable. Во секој случај, странските експерти со љубопитство ќе го следат процесот, бидејќи сметаат дека станува збор за случај кој за прв пат се јавува во судската пракса. Qui oppose la Grèce à la Macédoine, c'est plutôt pour des raisons idéologiques, des raisons politiques, derrière lesquelles se cache peut-être la crainte d'une certaine forme d'irrédentisme de la part de la Macédoine. Mais c'est vrai que la question, il faut bien l'avouer, n'est pas codifiée sur le plan du droit international. Et donc ce sera extrêmement intéressant de voir comment la Cour va traiter cette question, sachant qu'il existe, à ma connaissance, quasiment rien en droit international sur cette question. Според прогнозите на домашните и странски експерти, овој судски процес ќе трае од 2 до 4 години. Некогаш тоа беше спорт само за мажите, денес го играат и жените. Во Соединетите Американски држави има лига со 41 екипа на професионален женски фудбал. Една од тие екипи е од Вашингтон DC, која што туку ја заврши оваа сезона без пораз.
Фудбал под светла е американска традиција, но оваа игра е поинаква. Ја играат жени. Оваа вечер Филаделфија Firebirds играат против Вашингтон DC Divas и двете екипи се дел од професионалната независна фудбалска лига за жени. Пол Хамлин е собственик на DC Divas. Многу луѓе се уште не знаат дека жените играат вистински фудбал. Многумина се изненадени кога ќе им кажам дека тоа е истата игра што играат мажите. Лигата постои 9 години и сега има 41 тим од целата земја. Фудбалерките се на возраст од доцни 20 до рани 40 години. Многу од нив се занимавале со спорт кога биле помлади и сакале да продолжат. Сакаме да отвориме можности за млади жени и девојчиња да го научат фудбал, за да развијат способности неопходни за добра игра, вели тој. 36 годишната Лара Арибисала е самохрана мајка со 2 деца. Дошла од Нигерија пред 9 години. Поранешната маратонка се приклучила на дивите пред 3 години. Лара вели дека физичкиот дел на играта е лесен. Тешкиот дел бил менталниот, учењето на позициите и што тие носат. Никогаш правам нешта што не знам ни како се викаат, вели таа. Другиот дел од животот на Лара се одвива околу децата и работата. Таа е лична медицинска сестра. Овој ден DC Divas водат од самиот почеток. Лара е само гледач. Го повредила лигаментот на коленото и чека на операција. Остатокот на сезоната ќе го преседи навивајки. Дивите победија 63-0. Останаа непоразени цела сезона. Но нивниот тренер вели, целта е да победат на светско првенство. Тоа беше се за оваа емисија на Newsflash од Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Повеќе информации секогаш ќе најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.